Основното училиште Браќа Рибар денеска прослави 64 години од постоењето и патронат на училиштето. Учениците за таа цел подготвија свечена приредба. Ова училиште е централно, а покрај него има и 4 подрачни училишта во Сопот, Четирце, Горно Којнаре и Костурник, во кои наставата се изведува на македонски, српски и албански наставен јазик. Токму овој податок го прави училиштето едно од ретките во Македонија каде што наставата се изведува на 3 јазици. Денеска ни е патронен празник и ќе имаме свечена приредба, но активностите почнаа уште во минатата недела. Во среда имаше литературно читање, во четврток имаше игри без граници и во петок беше организирана ликовна колонија. Значи скоро целата недела ни беше исполнета со активности по повод патрониот празник. Колку ученици вкупно имате во сите училишта? Вкупно ученици оваа година имаме 258 ученика. Таа бројка, да кажеме? Бројката оваа година значително се намали поради иселување на учениците. Со цел квалитетно одвивање на воспитно-образовниот процес, надлежните од училиштето преку проекти реализираат инфраструктурни зафати во централното и подрачните училишта, меѓу кои лани реконструкција на подови, прозорци и врати. Оваа година надлежните очекуваат да се реализира и обнова на фасадата на централното училиште. Во училиштето во Сопот изградена е септичка јама и ограда со која е подобрена безбедноста на учениците. Почитувани гледачи, ви посакувам добро утро уште еднаш директно од студиото на К3 телевизија. Ја следите утринската емисија Нов ден, поточно вториот дел. Отстапуваме минути и за темата на денот. Прилогот кој што пред малку имавте можност да го проследите беше најавата за денешната тема, односно денес ќе говориме за прославување на патрониот празник на основното општинско училиште Браќа Рибар од селото Бановце, а гостинка во студиото ни е господја Светлана Стефановска. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ви благодарам што ја прифативте поканата да ни гостувате. Благодарам и на вас што ме поканивте да бидам гост во вашата емисија. Така, нашата емисија е резервирана за оние ведри теми, а еве ова е актуелна тема деновиве. Не сме имале можност до сега да ве угостиме и да говориме малку за активностите и за работата на вашето училиште, па да започнеме со тоа да слушнеме од вас еден краток историјат за ово училиште, еве прославувате 64 години постоење. Па да, вчера имавме еден убав ден, една прослава на патронен празник на нашето училиште. Училиштето Браќа Рибар се наоѓа во селото Бановце, кое е централно училиште, и исто така имаме уште 4 подрачни училишта во село Сопот, во село Четирце, во село Горњо Којнаре и во населба Костурник. Наставата се одвива на 3 наставни јазици, и тоа на македонски, албански и српски. Значи ние сме мултиетничко училиште. Така и како такви, еве функционирате одлично веќе толку години. Многу години, да, функционираме. Заедно се дружиме, учиме, спортуваме. Така, секако тоа е главната поента. Да. Сега вака, со какви свечености го одбележавте овој ден? Па вчера имавме свечена приредба каде што беа поканети гости и родители, а во претходната недела во среда организиравме литературно читање на ученици нивни лични творби. Во четврток имавме игри без граници во кои учество зедоа учениците од 1 до 9 оделение, и во петок имавме ликовна работилница. Тука учество земаа учениците од 6 до 9 оделение. Так. И направивме една убава изложба
од творбите на учениците. Така, значи ги се сортира на некој начин учениците во оние предмети во кои што најмногу се пронаоѓаат. Кажете ни, господја Стефановска, колку кај вас, вашите ученици, да кажам, се заинтересирани за творењето, за литературните творби? Има доста голем интерес за литературно творење. Учениците кај нас творат и на македонски, и на албански, и на српски наставен јазик. А со тоа што тие потоа можат да ги прочитаат своите творби и да докажат што тие знаат и умеат. Да состават и да прочитаат. Така. Рековме дека со одредени свечености го одбележавте овој ден. Што се подразбираше под оној ден кој што беше резервиран за игрите без граници? Па се подразбираше децата малку да се опуштат, да надвладе оној надпреварувачки дух кај децата, да ја почувствуваат радоста на победата, на заеднички игри, на дружење, забава. Так, токму преку тие игри велат и психолозите најчесто дека се дружат децата. Ајде сега вака, како напредува вашето училиште во однос на последните години? Мислам во поглед на реконструкција, нели доста се зборуваше и за тоа. Па имавме доста реконструкции во последна година. Минатата година од донација на Македонски центар за граѓанско образование ни беа обновени подовите во училиштето кои беа дрвени. Сега имаме ПВЦ под поставено. Исто така имавме реконструкции на прозорци и на врати, што значително се подобрија условите за работа во училиштето. Хигиената сега е на многу повисоко ниво. Исто така, со донација од општина Куманово во село Сопот изградивме септичка јама, со поддршка од УСАИД и општина Куманово беше направена и ограда во село Сопот, со тоа што обезбедивме заштита на учениците, бидејќи патот се наоѓа во близина на училишната зграда. Така, како се врши затоплувањето во вашето училиште? Затоплувањето во централното училиште е на нафта, парно грејење, додека во останатите училишта е на дрва. Значи нема проблем, топло име на учениците во Топло име, ова немаме никаков проблем. Редовно добивавме и нафта и дрва, така да зимата ја поминавме добро. Така, како директор се борите за училиштето, ги правите сите оние планови и проекти, гледате да ги изреализирате. Супер, одлично, ви велам дека се говореше за тоа колку напредува вашето училиште во последните години. А сега во однос со бројката на ученици на кадарот? Ова година имаме 258 ученика запишано во целото училиште. Ни се намали бројот поради масовно иселување на цели фамилии во европските држави. Кадарот, вкупно имаме запослено 60 вработени сме во училиштето, од кои 49 се наставен кадар и 11 се технички персонал. Так, наставата во вашето училиште се одвива, мислам, во една смена? Да, во централното се одвива во една смена, додека во село Сопот и во село Горњо Којнаре е двосменска смена. Так. Сега во поглед на некои други активности кои што ги организира вашето училиште, поврзани со некој проект или нешто слично, што организирате вон училишните активности? Нашето училиште учествува во проектите Еко училиште, безбедни училишта, исто така учествуваме, исто и меѓуетничка интеграција во образованието. Како тријазично училиште, посебно внимание обрнуваме на меѓуетничка интеграција. Гледаме децата повеќе да се заедно, повеќе да другаруваат, да учат заедно. Организираме разни работилници. По повод на Нова година организираме меѓуетнички работилници, да. Исто така организираме и за безбедни училишта, каде што вклучуваме и меѓуетничката интеграција тука во училиштето. Так. Еко проектите тоа се засноваат на она како учениците треба да се однесуваат, нели, кон природната средина. Да, и децата често изработуваат и паноа од она што го сработале на работилниците, го истакнуваме во училиштето да и останатите да видат
што ти е сработеле. Така. Како што рековте дека и по оние нели посебни празници, денови во годината, како што се Нова година, Великден, 1 април и слично, ви организирате некои манифестации, па како оваа година го одбележавте Великден? Оваа година имавме надпреварување на убаво шарено јајце, каде учениците шара великденски јајца, направивме изложба и сите ученици има можност да ги видат тие шарени јајца и да ги наградиме тие. Така, токму затоа што сте мултиетничко училиште, како што рековте пред се, убаво е да се работи заедничко на некои такви проекти. Интерни надпревари помеѓу учениците во училиштата, дали организирате? Па организираме, повеќе се организираат во оделенската настава и по предметот техничко образование се организираат интерни надпревари тука во училиштето. Така. Сега кога би можеле малку да го вклучиме во овој разговор и екстерното тестирање. Како се одвива кај вас, какви се импресиите на учениците, за кој предмет покажуваат најмногу разбирање? Па секоја година организираме екстерно тестирање, опремата ни е во доста добра состојба. Значи без никакви проблеми, немаме проблеми при екстерното тестирање. Учениците па малку се уплашени пред да почне екстерното тестирање, покажуваат интерес најмногу за јазиците. Повеќе ги сакаат јазиците на екстерно тестирање. Меѓутоа каква е заинтересираноста за математика? Математика? Проблематика, да. Како од секогаш? Да, малку им е потешко и сега со Кембридж. Така, сега е многу комплицирана оваа Кембридж програма. Како ја сваќаат учениците? Како дополнително ги мотивирате? Наставниците се трудат да држат дополнителна настава за да можат да им ја објаснат математиката по Кембридж, така да сите се трудат некако да можат добро да објаснат, за да учениците го разберат тоа. Да. Токму тоа, така како што велите, и преку игра, и преку некои логички игри пред се, за да се свати тој предмет. И сега вака, пред да продолжиме со разговорот, предлагам да направиме една кратка музичка пауза и се враќаме во студиото со вториот дел од разговорот. Zamisleno što odiš taka prostom nažaleno, moj zadumano. Kači se na konja, eden baca, eden život za ljubov voleva. Elaj Simone, primene, kači se na konja, ne krivi da zvesti kudja i nebo postela.
se na konja. Eden baca, eden život za ljubov voleva. Elaj Simone, primene, kaži se na konja. Ne krivi da sve si kutja i gremo postela. Почитувани, се надевам дека ви се допадна нашиот музички избор, а ние продолжуваме понатаму. Говориме на темата за 64 години постоење од основното општинско училиште Браќа Рибар од село Табановци, а гостинка кај нас во студиото, господја Светлана Стефановска, директор на училиштето. Господја Стефановска, во рамки на вашето училиште за жал се уште нема спортска сала. Па каде се одвиваат часовите по физичко воспитание? Нашата спортска сала е веќе 10 години во употреба поради оштетениот кров и ѕидовите. Така да во зимските периоди физичкото образование се одвива во една училница која е приспособена, а додека во пролетните и есенските периоди кога времето е убаво, имаме изградено игралиште од општина Куманово, ракометно игралиште, и имаме фудбалско игралиште. Така да во месеците кога е убаво време, наставата се одвива надвор. Така. А еве пред малку во еден неврзан разговор, додека траеше музичката пауза, рековте дека како мултиетничко училиште вие работите и соработувате пред се одлично. Гледате да ги сплотите децата, да се дружат. Какви се резултатите вие како директор, колку сте задоволни? Јас сум презадоволна од резултатите. Значи нашите деца многу се дружат. Како учениците, така и наставниот кадар. Немаме никакви проблеми, децата сакаат да се заедно и да се дружат, да другаруваат, да играат, да се забавуваат. Така. Еве кога сме веќе кај ова, каква е соработката со родителите на децата? Па соработката, бидејќи сме селска средина, родителите повеќе се зафатени со земјоделските работи, така да имаме само одредена група кои се послободни родители и со нив повеќе соработуваме. Така. Тоа е со тие родители кои што константно се јавуваат и појавуваат, организирате совет на родители, претпоставувам, разговарате околу некои прашања. Па свикуваме совет на родители, разговараме за проблемите во училиштето, како и за инфраструктурните проблеми, за наставата, за подобрување на успехот или на здравието на учениците, сето тоа го разговараме со родителите. Така, голем дел тврдат дека покрај оваа Кембридж програма која што многу бара пред се од децата, а живееме во светот на модерната технологија, децата малку не посветуваат внимание во онаа мера во која што би требало на учењето. Колку вие се сложувате со тоа? Колку се обседнати со интернет? Ја мислам дека многу се обседнати со интернет и со овие мобилни телефони сега, така да во почеток имавме малку проблеми со тие мобилни, додека најдовме решение. Какво беше вашето решение? Дали дозволувате да се носи мобилен на училиште? Дозволуваме мобилен да се носи на училиште, но на почеток на часот мобилните треба да ги стават во една посебна кутија на катедра и по завршување на часовите или за време на одморите може да ги земат. Но штом почне часот, мобилните ги ставаат во кутија на катедра. Така. Во кој случај во вашето училиште ја активирате, така да кажеме, психолошката служба? Нашето училиште имаме само психолог. Так. Останата служба немаме педагог, немаме дефектолог. Така да тука не е вклучен само психологот, кој успева да ги реши сите проблеми и се што е во нејзин домет. Така, во соработка со родителите, секако тоа се решава. Задолжен е да ги повикува родителите на средби, исто така задолжена е и да им помага на учениците во учењето, да им дава насоки, исто така и за
немаме некои големи проблеми со учениците, но кога ќе се јави некој помал проблем, тука се вклучува психологот и ги решава тие проблеми. Како како и што е работата. Да. Сега, да направиме едно кратко резиме. Еве, го прославивте патрониот празник, успешно рековте дека синоќа до доцна и вие самата славевте. Освен тоа, имате земено учество на некои проекти кои што веќе ги споменавме, тоа се екопроектот, проектот за безбедно училиште, како и мултиетничката интеграција, ги објаснивме накратко, па на кои надпревари вашето училиште има земено учество регионални, можеби? Нашето училиште зема учество на надпревари по биологија, хемија, математика. Во тек сега се пријавиме за надпревар по македонски јазик, исто така и по музичко образование за хорско пење. Тие надпревари уште не се одржани, треба да се одржат сега, во тек на овој месец. Така. Значи, освен тоа што константно и вие самата како директор правите планови, еве успевате реконструкција на училиште и така натаму, вашите ученици, сметам, неодамна земаа и учество на една друга телевизија, во една друга емисија. Што беше тематиката таму? Во март, на 8 март, нашите ученици зема учество на македонска телевизија во емисијата Голем одмор, каде се представија со игри, со песни. Исто така има презентација од областа на хемијата, историја, биологија. И ја представија работата на нашето училиште, што тие научиле и знаат. Така. Сега, би сакала да го споменеме и ова, исто рековте дека неодамна имавте едукативно предавање од страна на полицијата и Црвениот крст, бидејќи вашето училиште се наоѓа, па сепак блиску е до кампот на мигрантите. И што се зборуваше на тоа предавање? На што треба да се обрати акцент? Зема учество на иницијатива од полицијата и од Црвениот крст, дојде и одржа едно едукативно предавање на учениците како да се однесуваат спрема мигрантите и како да се заштитат од заразни болести. Нашите ученици, бидејќи кампот е во близина, често знаат да одат и да го посетуваат. Така, од љубопитност, тоа значи. Сакаат да видат, без да знаат што може се да ги најде таму, да. И имаме добра соработка со полиција и организира едно едукативно предавање. На што ги учеа? На што им рекоа да обратат внимание? Им рекоа да обратат внимание што ќе фаќаат таму, какви предмети. Значи воопшто да не се Да не се движат многу около кампот. Веќе ако се таму, како да користат заштитни маски, ракавици, како да користат, да не дојде до некои заразни болести. Так. Ви благодарам, господи Стефановска, за денешното гостување. Тоа би било се за денешниот разговор. Еве, и со овој разговор упативме една убава порака до нашите гледачи. Кажавте убави работи, па се надевам дека повторно ќе се видиме во иднина, а можеби ќе доведете и дел од вашите ученици кои се истакнуваат по некои предмети. Благодарам и на вас на поканата и со задоволство повторно би дошла овде. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за одвоеното време и внимание. Следна средба ви закажувам утре, со почеток во 8 часот. Останете со програмата на К3 телевизија и имајте убав ден.